Здраво, дечки! Јас сум Иван. Денеска ве носам на тура како јас го започнав мојот собствен бизнис Homelate и како е да започнете бизнис во Македонија од нула, па се да изградите до успешен бизнис. Ова видео е за сите што сакате да започнете собствен бизнис или што сте љубопитни па сакате да знаете нешто повеќе во што навистина треба да се вложи за еден успешен бизнис. Благодарение на YouTube и на други бесплатни алатки, јас на мои 17-18 години веќе знаев како да направам веб страна, лого, па и некои други графички дизајни. Сето тоа го искористив во моја полза да најдам странски клиенти на Facebook групи, каде што подоцна ќе ми станат клиенти на месечно ниво. Знаејќи се себе си, работев толку напорно што имаше проекти каде што работам до 15-16 сати на ден. Сето тоа по одреден временски период, да кажеме од 2 години, мене ме доведе до лична десатисфакција. Немав никакво задоволство во тоа што веќе го правам. Затоа решив дека е време за промена. За време на божикните празници, нормално седиме на фамилиарен ручек и доаѓа на тема на муабет како да се зголеми фамилиарниот бизнис. До тогаш татко ми стрикно работи само со голема продажба на расветни тела и на електроматеријали, што во никој случај не е тоа што работиме денес, односно со декоративна расвета, лустери и слично. Така доаѓа до темава, ја викам, зошто не отвориме салон за лустери? И сите онака како го прифатија тоа некако како на шала, но не избега тоа од реалноста. Мене ме остави да ме копка дали стварно на македонскиот пазар има простор за да се отвори некој салон за декоративно осветлување или нема. Па затоа решив навистина да се фокусирам за да направам некое истражување на македонскиот пазар, за да видам што навистина прави конкуренцијата, дали има конкуренција, колкава конкуренција има, колкав е пазарот и слично. Па затоа, кога земав да правам анализа на целиот пазар, гледам дека на македонскиот пазар уствари конкуренцијата е стварно мала. И таа конкуренција што ја има е навистина неспоредлива со тоа што знам да го направам и со тоа што знам дека може да се совлада. Односно, дел од конкуренцијата, дали немаше воопшто веб страна, дел од истата што има веб страни, веб страните не им беа продавници. Социјалните мрежи, односно Facebook, Instagram или слично, воопшто не беа користени или доколку беа користени, не беа користени на правилниот начин како што треба да се користи за една современа продавница. Со се тоа, со цел на заклучок, јас повторно отидов во склоп на мојава фамилија да направам некој сериозен муабет и да кажам дека ова што јас го кажав, односно да се отвори салон за осветлување, навистина би можело да има некаков резултат. Од кога веќе се договоривме дека ќе отвараме салон за осветлување, јас и брат ми решивме дека треба влеземе во фамилиарниот бизнис и да направиме нешто спектакуларно, нешто ново на пазарот и нешто што стварно ќе ги смени границите на осветлувањето во Македонија. Значи, требаше отприлика еден месец да го најдеме вистинскиот локал соодветен за оваа бранша, односно за осветлување, од како што решивме дека ќе одадеме името Homelate. Денеска нашиот салон е доста поразличен за разлика од тоа што беше на почетокот, каде што работевме деноноќно да се отвори во првите 45 дена од потпишувањето на договорот за закуп за салонот, нормално, нели? Зошто? Затоа што со самото отварање, односно самото потпишување на тој договор за закуп, ние веќе имаме од старт имаш трошок. Имаш кирија, имаш вработени трошоци, други и што треба да се покријат. Што побрзо се отвореше нашиот салон, тоа беше подобро. Односно, да видиш некаков начин на приход за да се покријат сите трошоци. Сега, тука веќе станува интересно. Тие 45 дена што го работевме целиот локал, да кажам, беа толку интензивни што стварно не се спиеше, да кажам, ни по 4 сати на ден. Зошто? Значи, од тие 45 дена влегуваше комплетниот маркетинг позади, комплетниот дизајн на сите послови, комплетната штрафење на сите овие верици што ги гледате овде, комплетната монтажа на овие лустери, што произлегуваше од мене, од брат ми, татко ми, па и други електричари што беа во текот на отварањето и целата припрема.
Сето тоа се случуваше екстремно брзо и со екстремни сили. Сега веќе кога дојдовме, да кажеме, во најблиските 10 дена до предотварање. Имаше толку многу коментари на Facebook и на Instagram, наскоро, каде, што, како, зошто, кога, од рандом луѓе. Што веќе тука мене ми представуваше како некој начин на игра, да се осеќам како некој начин да игра, да сум. Едноставно гледам луѓе едноставно се заинтересирани за нешто ново, нешто како. И тоа цело време мене ми даваше надеж, желба да се работи се повеќе и повеќе. Така што пред самиот старт, односно 10 дена пред отварањето, доаѓа период кај што сите фаќаме корона. Но тоа мислам дека иако многу луѓе би го спречило, нормално, ја бев еден од тие што неколку дена не можев да станам од кревет, но самиот ден кога се осеќав веќе подобро, јас веќе станав и се вратив и реков ова мора да се заврши. И самиот салон се отвара на 3 април. Памтам како вчера да беше. Беше сабота. И денеска салонов треба да се отвори, односно на големо отварање се случува од 9 па се до 6 часот работи салонот. Јас, како и по обичај, сакам, не знаев што да очекувам и не знаев што би се случило едноставно. Јас тука бев во 7:30. И едноставно нормално, последни припреми, последно случување, последно се. Како што се приближува 9 часот, јас пред врата гледам дека се прави колона на луѓе. Некаде од прилика во 9 часот и 2 минути, јас памтам дека беше првата сметка. Односно, првото како да кажам, првата гордост. Го гледаш нештото дека после толку работа, 3 до 4 месеци работа, гледаш дека конечно нештото почна да се исплати. Првата сметка беше драстично глупава сметка, односно некоја од прилика 1700 денари. Без разлика што беше дали мала или висока сметка, таа во мене направи толку среќа едноставно што мислам дека тоа во тој момент полетав. И како се движеше денот, едноставно јас цело време не можев да размислам дали ова се што се случува е реалност. Со оглед на тоа што ние го започнавме овој бизнис, да кажам, на некој начин, од тотална нула, со што имаше клиенти на првиот ден што ни доаѓа, што ме прашува да кажеме за најосновна работа, како што е лед лента. Јас не знаев да им објаснам како се комбинира лед лента. Односно, секоја лед лента има своја јачина, да кажеме, од 10 вати по метро. Јачината се рачуна по метро. И сега, ние не знаеме што продаваме светлување, не знаеме да продаваме лед лента. Тоа за мене, не знам, да кажеме, самиот факт ми беше многу интересен, но можам да кажам дека од што сме започнале од негде, што не сме знаеле ништо, значи апсолутно ништо, да кажам, од најосновна работа како лед лента, да не знаеме што е, да стигнеш до некој ниво на кое што сме денеска, да кажам, лидери во Македонија за осветлување, тоа треба да значи многу. Односно, замисли, го завршуваш првиот твој работен ден толку успешно, што не можеш да замислиш дека ти воопшто е возможно да направиш толкав промет во еден работен ден. И тога ти уствари се запрашуваш дали сето ова што се случи до сега е реално. Почнуваат да кажеме тие некоја славје и не знам, посебна енергија за целиот тој успех што си го направил. Но тука сваѓаш дека сето тоа што си го направил до сега навистина е апсолутна нула. Односно, сето тоа до сега е што си го направил е само почеток на нешто ново што следи. Секој нов муштерија што имаше влезено во нашиот салон од првите денови, за нас представуваше само нов челендж, за да дознаеме нешто повеќе, за да научиме нешто повеќе и за да се стремиме кон подобро. Мојата целосна посветеност беше ставена со душа, беше ставена кон ова нешто, односно кон Homelite, кон самото градење. Што значи тоа? Имаше периоди, не знам, на празници, на Велик ден било, на некој неработен ден било, на што и да е, салонот работеше. Зошто? Во мојата глава имаше само една математика. Доколку јас денеска не работам, јас денеска имам изгубено промет, имам изгубено продажба. Доколку денеска се работи, денеска салонот ќе оствари промет, ќе оствари продажба, а макар да е и 100 денари. Што значи тоа?
Дел од платата ќе биде исплатена, дел од киријата ќе биде исплатена и сите трошоци дел ќе бидат подмирени. Така што можам да кажам, знам зошто оваа приказна, односно Homelite приказната, има успеано за толку краток период да направи толку голем бум на нашиот пазар, но затоа во 2025 имаме толку многу проекти спремно и толку многу работи, што со нетрпение чекам да ви ги споделам што ќе бидат. Затоа останете вклучени, гледајте што ќе се случува, следете, па се гледаме во наредно видео.